Не е овде, воскресна. Еве го местото каде што го положија. Со овие едноставни зборови, евангелистот Марко опишува како жените во раните утрински часови на првиот ден од седмицата го откриле празниот гроб. Жените со страх го напуштаат местото, иако требало да знаат дека одамна пророците го објавиле настанот на Исусовото воскресение. Но како се случи тоа? Само 3 дена пред Исусовото воскресение, Петар се одрекол од него. 3 пати рекол дека не го познава човекот кој тврди дека е Месија, Спасител. Петар уште немаше сила да посведочи за Христа, а учениците кои после Исусовата смрт на крстот отидоа од Ерусалим во Емаус, го препознале дури кога го прекршил лебот за да јаде заедно со нив. Учениците кои речиси 3 години го следеле Исуса, го слушале и ги гледале чудата што ги правел. Не можеле веднаш да поверуваат. Уште еднаш требало да поминат низ школата на верата, за да ја примат на крајот силата на Светиот Дух, со што ќе се ослободат од својата плашливост и ќе излезат од своето скривалиште и јавно ќе зборуваат за големите Божји дела. На крајот ги положија своите животи за верата, а во служба на радосната вест. Силата што ја примија ги одржуваше и ги поддржуваше, да не се плашат повеќе, туку да можат смело да сведочат за Христос, Спасителот на луѓето, кој умре со страшна смрт на крстот и кој воскресна. По воскресението прво им се јави на учениците своји, а по 40 дена се вознесе на небото и седна одесно на Отецот, од каде пак ќе дојде со слава и ќе им суди на живите и мртвите. Ова великденска порака ни е предадена во Евангелијата и од тогаш таа се објавува, пренесува, објаснува и постојано се толкува веќе 2000 години. Денес веќе не гледаме празен гроб, на чија порака би можеле да и веруваме. Разните привлечни туристички аранжмани за великденските празници ја одредуваат сликата за Великден. Затоа не е лесно да ги откриеме трагите на воскресението во секојдневниот живот. Но да се подсетиме дека ни учениците од Емаус не можеа да го препознаат Исуса додека беа со него на пат, затоа што очите им беа замрежиле и го сметаат за тугинец. Но нивните срца гореа додека тој им го толкуваше писмото. Го препознале во кршењето на лебот. Господ нека го разгори и нашето срце, кога го читаме и слушаме Словото Божјо, за да можеме да го препознаеме воскреснатиот Христос на секое евхаристиско славење кога молиме. Господи, Твојата смрт ја навестуваме, Твоето воскресение го славиме, Твоето славно доаѓање го очекуваме. На сите ви посакувам честит празник, Воскресение Христово, Великден, Христос воскресе.